Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Доколку сте се запрашале што се случува со пневматиците, односно гумите за автомобили, откако ќе им заврши векот и услугата, и доколку ви падне на памет дека завршуваат на депонија или пак некој ги пали, не сте далеко од вистината. Но тоа треба да се промени. И за среќа постои уште една вистина. Не знам дали сте знаеле, но и кај нас во Македонија отпадот од гуми се рециклира. И тоа благодарение се менува по Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, кој што стапува на сила од минатата година. И во продолжение ќе зборуваме за тоа кој е заслужен за ова добро дело што се случува во нашето општество, за да имаме почиста животна средина. Наш гостин денеска е Борча Кузмановски, управител на Друштвото за управување со отпадни гуми, Гуматек. Ви благодарам што сте во Слободен печат. Ви благодарам на поканата. Ајде да појасниме, го споменав овој закон. Може ли да појасниме како, што всушност носи овој закон во нашата држава? Так, одлична најава за законот. Законот е изгласан на 15 септември 2021, меѓутоа на 1 јануар 2024 започнува со негова имплементација. Законот за дополнителни текови го надополнува, каде што се уредени и гумите како тек на отпад. Согласно Законот за проширена одговорност е формирано и Друштвото Гуматек, кој е колективен постапувач. Што значи колективен постапувач? Колективен постапувач е компанија специјална формирана од увозниците, производителите на тој тек на отпад, односно гуми во нашиот случај. Најголемите увозници на гуми, кога ќе пуштат на пазарот производ кој ќе му заврши примарната функција, имаат одговорност, продолжена одговорност за отпадот кој се создава. Затоа, согласно овој закон, има можност да се формираат во посебна компанија која е непрофитабилна и која има за цел да го организира собирањето и рециклирањето на овој тек на отпад. Самата компанија се финансира од, популарно кажано, еколошката такса, односно на доместок, и согласно овој закон многу јасно, прецизно наменети средства за постигнување на тие национални цели кои се дефинирани во истиот закон. Да, вие сте всушност Гуматек, вашата компанија е линкот помеѓу овие фирми кои што ги увезуваат гумите. И сега може ли да ни објасните што правите? Како изгледа еден процес? Што всушност вие правите со гумите? Така. Отпадните гуми зборуваме. Отпадните гуми, така. Отпадните гуми се реален проблем во нашата држава, во нашата земја повеќе години. Сведоци сме, сигурно сте виделе, ѓубришта со расфрлани гуми се користат за, бидејќи имаат висока калорична вредност, се користат за горење, за палење, за вар, во некои случаи и за грење, ама тоа екстремно го загадува воздухот и севкупно животната средина. Нашата цел, нашата мисија е да го намалиме тоа, колку можеме повеќе. Затоа сме и формирани, затоа и не финансираат производителите, увозниците на гуми. Ние поставуваме систем, организиран систем на собирање и рециклирање на гуми. Воопшто не е лесно да се справиме со овој тек на отпад, бидејќи самата гума нема комерцијална вредност и не многу страни се заинтересирани за постапување со овој тек на отпад. Затоа постоиме ние тука да го субвенционираме тој процес. Значи, создаваме мрежа на соработници, мрежа на транспортери, собирачи и рециклатори со соодветни лиценци и капацитети за преработка на истите, за да може што поголеми количини на гуми кои досега сме ги гледале по депониите, ѓубриштата и така натаму да завршат во правите центри. Сега, како изгледа тој систем? Еве гледаме и низ видеата дека се врши и уништување на гумите. Како изгледа еден процес на рециклирање на гума? Вие всушност ги собирате, ќе ни објасните подетално како стигнувате до сите тие гуми и каде одат, каде завршуваат гумите? Така. Знаете, во самите центри кога купувате нови гуми, имате можност да ги оставите старите гуми кои веќе не ви требаат. Гуматек има инвестирано во опрема, големи континери и останати елементи што ни се потребни за собирање и правилно складирање на гумите. Поставуваме такви собирни места, од таму ги транспортираме
во рециклажни центри и потоа иде на преработка. Преработката може да биде различна. Кај нас се многу ограничени капацитетите. Во првата фаза ги шредираме или ги мелеме гумите за да добиеме така наречен чипс од гума, за подоцна да ги односиме во фабрики за рециклажа, каде што подоцна добиваме пиролитичко масло и карбон блек. Посебно си оди и жицата. Значи ја носиме до првобитна состојба. Тоа е едниот начин, има и други начини на рециклирање, така? Има повеќе сега. Ова е начинот за рециклажа. Најпрво треба да се стремиме што помалку да создаваме отпад. Меѓутоа овдека кај гумите сакале не сакале се создава отпадот. Треба да пробаме да го реупотребиме. Тоа значи дека доколку може таа гума да се протектира за да се продолжи незиниот животен век. Тоа би било исто многу добро решение. Сега, доколку веќе и тоа не може се исцрпат сите можности, тогаш се оди веќе на рециклирање на гумите. Исто така има и одреден процент кој може да се користи за уредување на дворови. Така, тоа ми беше следното прашање, дали можеме така да ги употребуваме? Може, значи да не одиме до последната фаза со пиролиза да создаваме масло, пиролитичко и така натаму, можеме да ги мелеме кај што со посебни машини, магнетен сепаратор и така натаму, доаѓаме до гумен гранулат, кој подоцна може да го користиме за правење на плочки и вичњаци, за детски игралишта и така натаму. Кажете ми, имаме ли статистика со колку гуми располагаме во државата, колку се увезуваат, колку од нив завршуваат во отпад? Имаме ли бројки во однос на ова? Значи во 2024 се увезени 9000 тони гуми, нови гуми. Значи за тие 9000 тони гуми производителите платиле екотакса или надоместок во колективните постапувачи, како што е Гуматек. Гуматек работи согласно Законот за проширена одговорност и дополнителни текови на отпад. Тоа значи дека таму се јасно дефинирани националните цели за собирање и рециклирање. Во бројки изразено, во 24 година Гуматек има собрано 770 тона отпадни гуми. Тоа е одличен процент. Сите тие 770 тона инаку би завршиле по нелегални ѓубришта или депонии. Националната цел за 2025 е 40% од количината со која управуваме ние како друштво, а тоа во бројка е 2100 тона. Чисто за да биде појасно, 2100 тона. Бидејќи гумата е малце специфична за собирање и товарање, во еден шлепер огромен собира само 13 тона или пресметано 160 шлепери гуми собирање во една година ние зацртано да направиме. Тоа практично е секој втор ден по еден огромен камион отпадни гуми собрани, тргнати од ѓубриштата и намален притисокот врз животната средина. Тазе сте на пазарот, дали се гледа добра иднина, дали постои одлична соработка, гледате ли дека за кусо време ќе може овој проблем со отпадните гуми да биде решен во нашето општество? Сигурен сум. Сигурен сум, затоа што веќе сите засегнати страни се запознаени со новите закони и обврски, си ги почитуваат и си ја работат работата и ние си работиме работата професионално. Целите секоја година растат, тоа значи предизвик плюс за нас, зашто подобро се организираме. Ние во првата година, само во првата година од формирањето, 2024, постигнавме вакви резултати со овие количини, а при тоа инвестиравме и во инфраструктура, односно направивме собирни места, направивме собирни центри во соработка со општините, со градоначалниците, кои и ним име законска обврска. Еве ги фотографиите, тоа сакав, ова се дел од општините, така вака изгледаат овие тие собирни центри? Ова конкретно е во општина Аеродром, одлична соработка, значи ова е собирно место. Ова е собирно место бидејќи по закон граѓанинот има право да го одложи својот отпад, односно отпадните гуми бесплатно, посебно од комуналниот отпад. Значи Сега зборуваме за обичен, јас ги менувам на мојот автомобил пневматиците и можам да ги ставам на дрвово. Апсолутно. Првата опција вие каде што ги купувате новите таму да ги оставите, имате таква можност. Втората, ако веќе ви останале во вас, треба да имате можност каде да ги одложите легално и правилно. Не смете да ги мешате со комунален отпад. Значи со оние континери кои ги гледате за останатиот отпад. Меѓутоа, ако немате таква можност, веројатно ќе пробате да се снајдете, нели?
и така завршуваат на депонија. Вака им овозможуваме на граѓаните, која е наша обврска и обврска на градоначалникот на општината, да им овозможи посебно собирно место кај што ќе може легално, бесплатно да се одложат гумите. Подоцна ние имаме систем поставен, односно структура од транспортери кои редовно си ги собираат и ги празнат тие собирни места. Подоцна од собирно место се носи или во собирен центар, каде што се само се складираат, за на крај да завршат во рециклаторските капацитети. Борче, дали е само општина Аеродром таа со која што склучивте соработка или идејата е да ја покриете целата држава? Апсолутно, работиме на целата држава, на ниво на цела држава. Бидејќи законот почна лани, имавме само една година, имаме склучено договор со две општини, тоа се општина Аеродром и општина Ѓорче Петров, кои навистина има слух за нашите барања, да кажам. Одлично тоа го изработевме, меѓутоа дефинитивно ќе се шириме на целата територија. Имаме и уште едно собирно место во рамки на самиот увозник производител во Прилеп, така да ќе покриеме целата држава. На чии финансиски трошок е сева ова? Ова е финансирано од увозниците. Сите увозници на овој тек на отпад, односно на нови гуми, сите мора да платат еколошка такса или на доместок или во државата, во Министерство за животна средина, или во специјално формирана фирма со соодветна лиценца за колективно постапување со гуми, како што е Гуматек. Секогаш се бира колективно постапувач, бидејќи дава можност за многу помалку, поевтино да ја подмират таа такса. Сите тие средства се 100% наменети за поставување на систем, исполнување на национални цели и подигање јавна свест. Нашиот буџет е поделен во неколку ставки, од кои една е подигање на јавна свест. Ние како Гуматек минатата година, освен што имавме и онлайн кампања, имавме и работилници по училишта, значи имавме многу убава работилница со дечиња од школа, од училиштата, каде што им донесовме отпадни гуми, па они нивните... Еве, и од тоа го имаме како одлично, фотографија. Да. Ете, гледате колку се креативни, значи наоѓаа начин како од гумата да направат, ти дадат втор живот, не како примарната што е била денес. Одлично. Сакам со нашите гледачи да го споделам моментот како се поврзавме, како ве најдовме и како ве откривме. Наша колешка која што живее во Ѓорче, всушност забележала кај незината зграда фрлени гуми. Велите тоа е нешто што е невообичаено, не се случува многу често, туку така некој да си фрли гуми, и тоа не малку гуми, десетина гуми имаше. И таа не знаела каде да се обрати. И при тоа барала на интернет каде да ги достават, што да направат со гумите кои што стојат во дворот на зградата, и така стигнала до вас. Дали сте достапни, транспарентни за физички лица, доколку некој ве праша, дали на тој начин функционирате? Така, значи освен обврските, односно активностите што ги правиме во рамки на нашата работа, ова е не секојдневно, така да обично сме виделе расфрлани гуми околу континери и така натаму, меѓутоа беше малце поинаков случај, и тука не можевме да не интервенираме, нели работиме со таа работа, затоа направивме брза организација, собравме и некои волонтери кои ни помогнаа во собирањето за сите тие гуми да завршат на правилно место, односно рециклаторски центар. Неинформираноста на луѓето, на граѓаните, доведува до тоа да не знаат што да прават. Меѓутоа сега со засилени кампањи, со можност каква што имаме, сме формирани по закон, тоа веќе ќе биде сменето. Ќе знаат каде да се обратат, ние сме достапни, нас ни треба материјалот како гуми, имаме национални цели кои треба да ги исполниме, за тоа сме формирани и во секој време може да не побараат. Доколку имаат мала количина, ако ништо друго, може да им даеме насока каде правилно да ја одложат. Тоа, велите кампања, тоа значи дека во иднина планирате за почеста едукација на населението. Споменавте дека имате едукативни работилници со најмалите, но дали тоа ќе се прошири во однос на повозрасната популација? Го размислувате ли тоа како по-транспарентно да им го пренесете се во ова и да го разберат и повозрасните, затоа што многу по-тешко разбираат возрастните за отпадот отколку децата? Пораката кај најмладите е да им пренесеме дека треба одговорно се однесуваат со сите видови на отпад. Меѓутоа, целната група наша всушност е исто така и возрастните, бидејќи тие се генератори на овој вид на отпад. Они возат автомобили.
Тоа ќе го правиме преку кампања и преку нашите производители увозници, за да знаат каде може да ги остават правилно. Они менуваат гуми, купуваат нови, знаат дека веќе собирно место имаат кај најголемите увозници кај нас. Ние сме основани од Мотоцентар, Олимпико, Стопенгол, Европа гуми, Униројал. Тоа се сите најголеми и најсериозни компании за увоз на гуми во државата, кои имаат одлична соработка со нив и во рамки на нивните објекти имаме направено собирни места. Во секој време може таму бесплатно да ги остават своите гуми. Така да паралелно работиме и на најмладите, меѓутоа и на возрастните. Борче Кузмановски, ми беше задоволство што ви имавме во Слободен печат. На самиот крај подарок еден на најновиот број од весникот Слободен печат. Верувам дека читате весници. Да, благодарам многу. Благодарам на поканата. Благодарам. Верувам дека ви беше почитуван и интересен на овој разговор, корисен за сите вас, а што ми останува на самиот крај, освен да ве поканам и понатаму да се информирате преку Слободен печат.